predavам Tebe, Isuse, se predavам Tebe, Gospode, se Ti predavam Tebe, Tatko moj, se moje Tvoje. Ti me sozdade od prazemna i duh životen duh mene po obrazu Tvoj me sozdade. Živa duša nalik na Tebe, se Ti predavam Tebe, Isuse, se Ti predavam Tebe, Gospode, se Ti predavam Tebe, Tatko moj, se moje Tvoje. Ljubavta Tvoja me oblega, Tvoja taraka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode. Ja si pripadam Tebe, Isuse, ja si pripadam Tebe, Gospode, ja si pripadam Tebe, Tatko moj, se moje Tvoje. Мир вам. Татко мој, во името на Твојот Син Исус Христос, те молам за слово со власт и сила, да ги допре сите оние кои го слушаат ова слово, кои ќе го отворат своето срце за Тебе, да го повикаат Твоето име, да им ги отвориш очите и ушите и срцето да се покајат, па да ги исцелиш. Да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата, така и во мојот живот, така и во оваа беседа. Денеска ќе зборуваме за првото послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните 11 глава, она што е познато како Господова вечера. Црквите тоа денеска го разбираат, кршат погача, леп, бесквасен и вино и го нарекуваат света причест. Да не заборавиме дека Светото Писмо е дух, односно е самиот Исус, тројца се кои сведочат на земјата. Тројца се кои сведочат на земјата. Духот, водата и крвта. Духот кој е присутен во вас, водата, живата вода што тече од вас, и крвта Исусова во која тој умре, пролеа својата крв за вас. И ако го изберете Исуса, треба и вие да умрете, и секоја мисла да биде подложна на Исуса Христа. И тројца се кои сведочат на небесата. Духот, Отецот, Словото, Отецот и Словото, значи Словото е Исус, и Духот. Ние сега зборуваме, Исус на едно место вели, зборовите што ви ги кажав се дух и живот. Значи Светото Писмо е дух, духовно. Телесниот човек не го разбира духовното и Господ се изразува во слики, како сликовници, за да ги разберат телесните луѓе, бидејќи добро е пишано во Светото Писмо дека телесниот човек не го разбира духовното и за него тоа е безумство. Да не заборавиме дека Светото Писмо е дух. Зборовите што ви ги кажав се дух и живот, вели Исус. Но се вратиме на оваа слика, 11 глава, прво Коринтијаните, апостол Павле, поранешниот Савле, избран сад кој дојде во Македонија да го шири светото Евангелие, меѓу избраниот народ да го прослави името на Господа Исуса Христа, се и македонците. Прво слушам
а заповедувајќи ви го ова, не ве фалам дека не за подобро, туку за полошо се собирате. Тој зборува за собирање, за црква, двајца собрани во Негово име, двајца собрани во името на Исус, во името на Бог. Во Исус пребива Отецот со сета своја полнота, а Бог е љубов и кој пребива во Бога, пребива во љубовта. Тој зборува за пребивање во љубов. Значи, заповедувајќи ви го ова, не ве фалам, дека не за подобро, туку за полошо се собирате. За полошо се собирате, зборува за некои црковни заедници во кои го нема Духот Господов и го разбираат Светото Писмо како слика, како сликовница, како бебиња во Христа, како детска градинка. Значи, мали деца што се расправаат по пазариштата, наместо да дојдат до полната возраст на Христовата зрелост. Прво пак слушам дека кога се собирате в црква, се појавуваат расцепи меѓу вас. Расцепи меѓу вас, во што до некаде верувам. Значи, ако нема едномислие во црквите, ако не сте си простили едни на други, Духот не е присутен, бидејќи добро е познато, пишано е дека ако останете во моите заповеди, ако го возлюбите моето слово, заповедите се љуби го се од ближен како себе си, ќе дојдеме со Отецот, со кровиште ќе направиме, ќе го испратам Духот утешител, Светиот Дух. Значи, потребно е меѓу вас да има и раздори, вели апостолот Павле, за да се истакнат подостојните меѓу вас, за да се истакнат подостојните меѓу вас. Но собирајќи се така заедно, не значи дека јадете вечера Господова. Црквите ја разбираат вечерата Господова кршење леб и вино. Значи, собирајќи се така заедно, не значи дека јадете вечера Господова. Што подразбира вечера Господова? Исус на едно место вели, мојата храна е да ја исполнувам волјата на оној што ме прати. Тој зборува за духовна храна, да ја исполнува волјата на оној што го прати на Отецот небесен. Но собирајќи се така заедно, не значи дека јадете Господова вечера, зашто секој брза да ја изеде својата вечера пред другите. Секој брза да ја изеде својата вечера пред другите. За каква вечера зборува Исус? Не ви кажува мене како да јадете и да пиете. Така што еден останува гладен, а друг се опива. Еден останува гладен, а друг се опива. Зборува за опивање во дух, не зборува за јадење леб и пиење вино. Исус вели, јас сум лебот на животот, во Евангелие по Јован. Лебот на животот. Исус вели, јас сум живиот леб што слезе од небото и му дава живот на светот. Тој не зборува да јадете леб и да пиете вино. И пази што вели, зашто секој брза да ја изеде својата вечера, тој мисли на собствениот однос кон Исус. Ако е некој позрел, а некој останува гладен, друг се опива, во духот се опива, си тера своето. Немате ли куки да јадете и да пиете? За какви куки зборува тој? Вие сте куќа, вие сте храм на Светиот Дух, ако е Духот во вас, или ја презирате црквата Божја и ги срамотите оние што не се имотни. Значи, тие што не се го примиле Духот, што не се имотни, ги срамотите, си јадете, вие не ве интересира што се случува со нив. Што да ви речам? Што да ви речам? Тој не зборува за леб и вино. Да ве пофалам ли за тоа, не ве пофалувам. А јас, апостолот Павле, односно во Исус, Духот на Неговиот Отец, татко мој, нека и денеска зборува Духот на Твојот Отец низ мене, не зборувам јас, туку Ти зборува низ мене. Јас го примив од Господа она што ви го предадов. А тоа е дека Господ Исус онаа ноќ кога го предадоа. Господ Исус онаа ноќ кога го предадоа. Пазете, предавство, го предава своето тело, ја предава својата крв, се пролива својата крв, неговото тело, телото, Библијата. Јас сум Словото, Словото е Исус, Словото стана тело и се всели во нас полно со благодат и вистина. Не зборува за леб и вино, зборува за телото Исусово. Телото Исусово е црквата, тој е глава на црквата, сите ние сме органите и треба да се љубиме меѓу себе, зашто кој го љуби Бога, треба да го љуби и братот свој. Значи Исус, кога го предадоа, зеде леб. Кој леб го зеде? Лебот на животот. Живиот леб се зеде себе си и рече: земете,
Јадете го прекрши, значи него го прекршија, го распна, го бичуваа, јадете, ова е моето тело. Тој го предава, своето тело, себе си се предава за жртва, во Исус пребива Отецот Небесен, кое се крши за вас. Правете го ова за мој спомен. На едно место Исус вели, малку квас го подкасува целото тесто. Тој зборува за лебот. Лебот е црквата Исусова. По вечерата исто така зеде и чаша и рече, оваа чаша е новиот завет со мојата крв. Крвта Исусова се пролеа, нема потреба веќе од крвни и бескрвни жртви, од жртви, нема потреба од крвни жртви. Милост сакам, а не жртви. Правете го ова за мој спомен. Што да правиме за негов спомен? Да јадеме леп и да пиеме вино. Ако така го разбирате како бебиња, како луѓе од градинка, како сликовница, ќе мислите дека тоа е еден обред во кој вие се причестувате. Јас ви велам дека лебот на животот е Исус. За да го јадете лебот на животот, треба да се откажете од себе си, својата крв да ја пролеете, како што тој ја пролеа неговата крв. Значи под крвта Исусова значи да умре стариот човек и да се роди нов човек, да се богороди, да биде во Исус, да се пребива во Исус, да пребива во љубовта, да нема граница меѓу него и Исус, да се претопи во љубов. Ние зборуваме за таква благовестие, за таква вечера, Господова вечера, значи да ја исполнувате волјата на оној што ме прати. Мојата храна е да ја исполнувам волјата на оној што ме прати, вели Исус. Оти кога ќе го јадете овој леп, кој леп? Словото Божјо. И ќе ја пиете оваа чаша, која чаша? Чашата на извор на живот вечен, што ќе потече жива река од вашата утроба. Ќе објавувате смртта на Господа додека Он не дојде. Тој им прикажува сликовито, тоа исто како кога православните го фрлаат крстот во реката и рипаат по него. Тој е имитативен обред, обред на она што се случило за да се подсетуваме, како што фреските се насликано Свето Евангелие во слики, затоа што имал некој љубов, сакал да го наслика тоа што го доживел во Исусовата љубов, ако се преоблекол во љубов, ако се родил повторно. Затоа оној што недостојно јаде од овој леп и пие од чашата Господова. Од кој леп? Од лебот на животот, од живиот леп од Исуса Христа. Вели дека е христијанин, а не го љуби братот свој, ќе биде виновен спрема телото и крвта на Господа. Телото е црквата, значи го срамоти Христовото тело, не живее и не пребива во љубов. Крвта на Господа, која се пролеа за секого од нас, и таа е врзна, стане откупува од канџите на сатаната, не измива како никогаш да не сме грешеле, не помирува со Отецот Небесен. Но човекот да се испита самиот себе, потоа да јаде од овој леп, самиот себе да се испита дали тој му се предал на Исуса Христа. Тоа подразбира вие да не правите граница меѓу вас и Исус, да постапувате како Него, да љубите како Него, да се молите за сите, да велите прости им, татко не знаат што прават, да не осудувате, да не осудувате. Да не осудувате за да не бидете осудени. Зашто кој јаде и пие недостојно, тој го јаде и пие своето осудување, бидејќи не го разликува телото Господово. Како се разликува телото Господово? По тоа ќе ве познаат дека сте мои ученици ако се љубите меѓу себе. Христијаните немаат љубов меѓу себе, се расправаат во црквите, има расправи меѓу нив, нема едномислие и духот не може да пребива во нив. Па затоа меѓу вас има немокни, болни, мнозина умираат. Бидете свети како јас што сум свет, вели Исус. Оти ако се бевме испитувале сами себе, немаше да бидеме осудени. Не судете за да не бидете осудени. Христијаните многу брзо осудуваат друг христијанин. Една деноминација осудува друг христијанин кој ги напаѓа нивните деноминации. Деноминација која мисли дека е спасена, која мисли дека го познава Бог, која мисли дека има вечно проклетство, која осудува за 5 минути други цркви. Им се подсмева на другите цркви. Мисли дека го познава Бог. Кој Бог го познава? Добро пишува, кој го спознал умот Господов, да му дава совети. Бог е Светото Писмо. По нешто знаеме и по нешто пророкуваме. Не можеш да го познаваш Бог, синко, ако го познаваш Бог, ти ќе бидеш претопен во Бог, ќе правиш чуда како Исус, ќе зрачиш со љубов, ќе бидеш просветлен, ќе се отчитуваат чудата и ветувањата на Духот Свети и во тебе и во црквата. Осудување на христијани, прогласување за Сатана за неколку секунди, тоа покажува длабока нељубов.
Тоа покажува дека недостојно го јадете Христовиот хлеб. Тоа покажува дека устеште во некоја таму црква, која тело ти е предадено на сатаната, која осудува, пее песни за Исус, прави раздор, им забранува на браќето да се дружат едни со други. Го предава Светото Писмо телесно и не може да го разбере зашто тоа за нив е безумство, зашто без духот не можете да го разберете. Светото Писмо не се учи во библиски школи, туку се учи во дух. Кога духот е присутен во тебе, значи зборовите што ви ги кажав, вели Исус, се дух и живот. Дух и живот, значи тоа подразбира дека вие не можете да го разберете без присуство на духот во вас. Кога е духот во вас за да биде присутен, потребно е да се љубите меѓу себе, да не осудувате, да простувате. Отиако се бевме испитувале сами себе, немаше да бидеме осудени. Но судејки не, Господ не накажа, за да не бидеме осудени заедно со светот. За да не бидеме осудени заедно со светот, тој сега не накажува. Ке паднеш телесно, ке ти се предаде телото на сатаната, имаш шанса, можност, време да се покаеш, да побараш помош, да признаеш дека не можеш сам. Не можеш сам да го разбереш Светото Писмо. Треба да го молиш Бог да ти го отвори умот, и срцето, и очите, и ушите, да го разбираш во дух Светото Писмо. Колку бебешки, како да кажеме, телесно да тврдиш дека го знаеш Светото Писмо, си го научил во библиска школа. Светото Писмо се учи во дух. И затоа се поделбите меѓу христијаните, католици, православни, протестанти и други го поделиле Христовото тело и недостојно го јадат и го пијат, а прават Господова вечера, јадат хлеб и вино. И го претвораат тоа во некој обред кој нема врска со Исус. Затоа, браќа мои, кога ќе се соберете на јадење, на какво јадење? Чекајте се еден со друг. За какво јадење ви зборува Исус, не ви дава мени за во ресторан. Кога ќе се соберете на јадење, мојата храна е да исполнувам волјата на оној што ме прати. Јас сум живиот леб што слезе од небото. Исус е лебот. Јас сум лебот на животот, вели Исус, кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, ќе биде во мене и јас ќе бидам во него. Да јадеш и да пиеш од телото Исусово, значи да ги љубиш сите христијани, да пиеш од неговата крв, значи да умрел стариот човек и јас повеќе да не живеам, Христос да живее во мене, тогаш нема да осудувам. Нема да накажувам, нема да се карам, ќе ги љубам сите, ќе простувам на сите. И во дух и вистина ќе го проповедам Светото Писмо, зашто Словото што ви го кажав е дух, а телесниот човек не може да го разбере духовното. И за него тоа е безумство и затоа тие се караат со Светото Писмо, направиле католичка, православна, протестантска Библија. Сите имаат своји догми, едните светци, богородици, другите идолопоклонство кон умот, кон доктрини што се направени од луѓе, фотокопирани предавања, мислат дека го познаваат Бог. Мислат дека се спасени, чекаат во некоја уличка, чекаат Господ им испрати такси да ги однесе во Божиото царство на небесата. Синко мој, излези од таа улица во која си се нашол и почни со делата на љубовта. Ако е пак некој гладен, нека јаде дома. За каква глад зборува тој? За духовна, за да не се собирате за осудување. Значи, браќа мои, кога ќе се собирате на јадење в црква, не на леб и вино, на духовно јадење. На духовно јадење. Чекајте се еден со друг. Значи, некој закаснал, некој не разбира, треба да го почекаме, да имаме сомилост. Една сестра излегла од една црква, отишла во друга, па во трета. На истото ниво осудува, се расправа, не прифаќа туги мислења. Нејзиниот живот е тоа, има култ кон сопствениот ум, кон сопствено мислење, има потреба некого друг да праша што да прави, наместо да го праша Духот Господов. Таа е се уште во првата црква, чие тело е предадено на сатаната. Тоа е протестантски ум, мисли дека знае и дека е спасен, а нема љубов во себе си, кој нема љубов, го нема Бог, го нема Духот Свети, ако е пак некој гладен, нека јаде дома, за да не се собирате за осудување, а другото ќе го наредам кога ќе дојдам, вели Господ Исус Христос. Татко мој, ти благодарам што и овој ден си во моето срце. Ти благодарам за се, ти благодарам што ми го отвораш ова слово, во дух и вистина да ги допре сите оние кои имаат потреба од тебе. Значи,
Ти благодариме што го испрати Твојот Син Исуса Христа да ни го покаже патот на љубовта. Тој никого не осуди, го заврти и другиот образот на љубовта. На крстот рече: прости им, татко, не знаат што прават. Прави и ти така, брате и христијанине. Исус одеше по патека која треба сите ние да ја врвиме, за да дојдеме до Таткото Небесен. Тој е патоказот, јас сум патот, вели Исус, тоа е патот на љубовта. Само ако по неа оди човечкото срце, тогаш ќе стигне до Царството Небесно. Патеката на љубовта. И после неговата физичка смрт ќе биде способен да ја пренесе таа љубов, бидејќи ништо не можеме да понесеме. Голи доаѓаме на овој свет, голи заминуваме. Ја носиме само љубовта која сме ја споделили, сме ја примиле од Бог, Отецот преку Исуса Христа и сме ја дале на другите. Љубовта е најважна и треба да се порамниме, да се усовршуваме во љубовта, да действуваме со неа. Бог, Отецот, во името на Исус бара од нас да се љубиме еден со друг како што Тој не возлюби, да ги љубиме ближните како себе си. Тоа е христијанство. Не да се делиме по деноминации, не да отсудуваме апостоли и проповедници кои не се од нашата деноминација, луѓе кои примаат плата од деноминации и се залагаат како за големи црковни фирми кои не му припаѓаат на Бог и ги штитат своите интереси. Љубовта која сте ја дале кон ближниот е љубовта која ја примате од Бог и љубовта која понатаму ќе ја примите од Бог за да влезете во Царството Небесно. Веднаш после овие стихови, Коринтијаните доаѓаат оние за духовните дарови, браќа, не сакам да не знаете. Добро е пишано на повеќе места. Духот не може да биде присутен во вас ако не ги исполнувате. Значи, ако останете во моите заповеди, ќе го помолам Отецот и ќе го испрати Духот Утешител. Ако останете во моите слова, вели Исус. А што значи тоа? Љуби го својот ближен, царскиот закон како себе си. Ќе го помолам Отецот и ќе дојдеме и сокровиште ќе направиме во неговото срце. Татко мој, те молам да направиш сокровиште во моето срце и во сите оние што те слушаат. И денеска, Господе Исусе Христе, прости ми за секој непокајан грев. Ти предавам се што има моето тело, мојата душа, мојот ум, моите болки, болести и страдања, ти ги зема на крстот и ги закова. Нема потреба повеќе да ги носам. Им простувам на сите за и мене да ми биде простено. Те молам за македонскава земја и за сите оние за кои сме се молеле деновиве, да им ги кренеш срцата, да им ги наполни со твојата љубов, да ги облечеш со сила од озгора, да ги облечеш во љубов. Те молам за македонскава земја, да им ги отвориш очите на македонските политичари да чекорат во твојата љубов, да не го водат целиот народ во проклетство и пропаст. Татко мој, оставам се во твоите раце. Ти предавам се што имам. Ти благодарам што ги исцели оние што денеска викаат амин Исусе. Ако имате некој проблем, можете да велите: Господе Исусе Христе, помогни ми. Предајте му се што имате на Исуса, ви ништо немате, бидејќи Духот, самиот Дух, животот сам што е во вас, љубоморно го чуват Духот што го предал во нас. Е добро пишано дека Духот на човекот, самиот живот што е оттргнат од Бог, светлината и љубовта Божја. Бог по природа е љубов. Тоа е љубов, не е карактеристика, не е чувство, тоа е суштина. И ние треба од нељубов, од сатанска природа да преминеме во љубов. Колку е тешко денеска на земјава луѓето да се љубат меѓу себе. Апостолот Павле понатаму во истото Евангелие: ако љубов немам, ништо не сум. Ако љубов немам, и ти ништо не си. Ако љубов немам, ништо не сум. Ако љубов немам, ништо не си. Те сакаме, Господе Исусе Христе, мир вам до Божјо Царство Небесно. Те повикувам, Господе Исусе Христе, во македонскава земја. Ти си ја создал, ти си ја именувал, ти да ја сочуваш, да ни ги отвориш срцата, да пребиваме во Твојата љубов, да пребиваме во љубовта на нашиот Отец. Амин. До Божјо Царство Небесно. Слава Ти, Господе Исусе Христе. Се ти предавам Тебе, Исусе, се ти предавам Тебе, Господе, се ти предавам Тебе, Татко мој, се Твое, Ти ме создаде
zemna. Idu životem, duch vo mene, obrazo tvoj me sozade. Živa duša nalik na tebe, se ti predavam tebe, Isuse, se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje tvoje, ljubav ta tvoja me obleva, tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode. Ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, Tatko moj, sem